пред својот Бог и Господар. Познајте го Создателот, семоќен над сите е цар. Ќе ве замолам да станеме за благодарење. Господи, Татко наш и свет Бог, доаѓаме и ово утро пред Тебе да Ти донесеме слава и чест за тоа што Ти си. Бог кој што има создадено се, Бог кој што држи се во своите раце, Бог преку кој живееме, Бог кој ни искажува љубов и милост, Бог преку кој можеме да имаме вечен живот и да бидеме помирени со Тебе. Славата и чести припаѓаат на Тебе, Господе наш, од сега и за сите векови. И Ти благодариме за секој Твој дар, кој што Ти ни го даваш. Фала Ти, Господе, за тоа што сме живи и здрави, за тоа што се уште не држаш тука на таа земја, за тоа што имаш планови за нас, за тоа што имаме и семејства, имаме и домови, можеме, Господе, да работиме и да придонесуваме плод за Тебе. Фала Ти, Господе, за можноста која што ни ја даваш, да ово утро можеме да застанеме пред Тебе и да се поучуваме од Твоето Слово и да го разбереме Твоето Слово и да го применуваме Твоето Слово. Фала Ти, Господе, за тоа што се уште живееме во мирно време, каде што Твоите луѓе
не се прогонувани и можеме слободно да го навестуваме Твоето Евангелие. Јас те молам за благослов на денешниот ден, да Ти бидеш тој кој што ќе ни изборува, да Ти бидеш тој кој што ќе не поучува, да Ти, Господе, бидеш тој кој што ќе ги обнови нашите срца и да не направиш да бидеме слични на Тебе, Исусе Христе. Тоа е целта на еден христијанин, да бидеме слични на Тебе преку силата на Твојот Свети Дух. Те молам, Господе, за другите служби кои што ќе се одвиваат насекаде на светот, Ти да бидеш прославен, Исусе. Значи, да не бидат луѓето во центарот на вниманието, но Ти, Исусе Христе, да бидеш прославен како што Ти припаѓа сета чест и слава. Те молим и за нашите ближни, кои што се по нашите домови, да ги благословиш. Те молим и за нашата држава и за водачите, за тоа што Ти ни имаш заповедано да се молиме за нив и да ги изнесуваме пред молитва, во молитва, да им дадеш мудрост правилно да управуват со државата, со нас луѓето и да те познаат Тебе, Господе Исусе Христе. И те молам, допри го секој едно срце и прослави се Ти. Сакаме да имаме повеќе верни луѓе кои што ќе Ти донесуваат слава. Сакаме, Господе, да припаѓаме на Тебе и да живееме за Тебе. Се оставаме во Твоите таткови раце, да Ти не водиш, утешуваш, усмеруваш за Твоја слава. Во името на Исус Христос, а преку силата на Твојот Свети Дух. Амин. Ќе го прочитам 84-тиот псалм. Колку се мили Твоите живеалишта, Господи на силите. Копне душата моја, сакајќи да е во Господовите дворови. Срцето мое и телото мое со радост се сремат кон живиот Бог. И птичката си наоѓа живеалиште и ластовичката гнездо, каде што ќе ги положи пилињата своји. При олтарите Твои, Господи на силите, Царе мој и Боже мој. Блажени се оние кои живеат во домот Твој. Тие постојано Те фалат. Блажен е оној човек кој заштита бара кај Тебе и во чие срце се патиштата Твои. Преминувајќи ја сушната долина, тие ја претвораат во извори и дош ја покрива со вирови. Минуваат од сила во сила, додека не го видат Бога на Сион. Господи, Боже на силите, услиши ја молитвата моја, послушај, Боже Јаков. Боже, заштитнику наш, погледај и види го лицето на Твојот помазаник. Зошто еден ден во Твоите дворови е подобар отколку 1000 дни надвор. Повеќе би сакал да стојам на прагот пред Божиот дом, отколку да живеам во шаторите на нечестието. Бидејќи Господ е сонце и штит, тој дава благодат и слава. Господ не ги лишува од блага оние што одат непоречно. Господ е на силите, блажен е оној човек кој се надева во Тебе. Блажен е човекот кој се надева на Господ и како што прочитавме во псалмот, вика, подобро е еден ден во домот Господов, отколку 1000 дни надвор. Во една прилика, имаше едни постари луѓе, чекавме еден ред да можеме да ни земат евиденција. И еден од тие луѓе баш прокоментирава, интересно е, и вика, и сега тука сме, има гужва, чекаме. Вика, иди во банката, пак гужва. Иди во болницата, пак гужва, чекаме. Иди на гробиштата и таму гужва. Значи, секаде се ствара гужва, ама жалното е што пред Божиот дом, пред црквата, нема некоја гужва. Многу, за жал, луѓето го сваќат Божиот дом како некое место или да идам или да не идам, а колку убаво би било, како што вика псалмистот, подобро е еден ден да поминам во Божиот дом, отколку 1000 дни надвор. Подобро е да бидеме во Божиото присуство, каде што ќе бидеме заштитени, каде што ќе се хранеме од Неговото Слово, каде што ќе може
да црпиме од него отколку 1000 дни надвор. Ќе продолжиме со втората песна, број 17. Ќе прочитаме од Дела на апостолите 17 глава, од 16 до 34 стих, на кои стихови и ќе размислуваме денес. Дела на апостолите 17 од 16. И додека ги чекаше нив во Атина, духот на Павле се вознемируваше, гледајќи го градот полн со идоли. И тој расправаше во синагогата со јудејците и побожните и секој ден на плоштадот со оние што ќе ги сретнеше. И некои епикурејски и стоички филозофи почнаа да се препираат со него. Едни велја: што сака да каже овој празнословец? А други: се чини дека тој проповеда туги божества, зашто им благовесташе за Исус и за воскресението.
И зедоа да го одведоа во Ареопагот, велејки: ќе можеме ли да знаеме какво е тоа учење што го проповедаш, бидејќи нешто непознато внесуваш во ушите наши. Затоа сакаме да знаеме што е тоа. А пак сите атињани, како и тугинците кои живеа кај нив, во ништо друго не сакаат да го поминуваат времето, освен во тоа да зборуваат или да слушаат за нешто ново. Тогаш Павле застана сред Ареопагот и рече: луѓе атењани, по се гледам дека сте побожни. Зашто кога минував и ги разгледував светилиштата ваши, најдов и жртвеник на кој беше напишано: на непознатиот Бог. За кого пак, кого вие не го познавате, а кого го печетувате, за него јас ви проповедам. Бог кој го создаде светов и се што е во него, тој кој е Господ на небото и на земјата, не живее во ракотворени храмови, ниту пак прима служба од човечки раце како да има потреба од нешто, но сам на сите им дава живот, здив и се. Од една крв го создаде сиот род човечки, за да живее по целото лице на земјата, откако утврди предопределени времиња и граници на нивните живеалишта, за да го бараат Господа, та да би можеле некако да го насетат и најдат, иако тој не е далеко од секого меѓу нас. Зашто ние преку него живееме, се движиме и постоиме, како што и рекле некој од вашите стихотворци. Негов род сме. И така, бидејќи род Божи сме, не треба да мислиме дека божеството прилега на злато или сребро или камена творбаш, што излегла од човечки ум и измислица. Бог пак, не осврнувајќи се на времињата на незнаење, сега редом и ни заповеда на сите луѓе да се покаат, зашто определи ден кога праведно ќе му суди на светот преку одредениот од него човек, откако ги увери сите со неговото воскресение од мртвите. Кога чуја за воскресението од мртвите, едни се насмеа, а други рекоа: друг пат сакаме да послушаме за тоа. И тогаш Павле си отиде од нив, а некои луѓе се присоединија кон него и поверуваа. Меѓу нив беше Дионисий, Ареопагит и една жена по име Дамара и други со нив. Има еден интересен текст пред нас и гледаме еден човек наспроти еден град, наспроти многу филозофи кои што сакат и да проповедат. И претходно, кога го читавме псалмот, колку е убаво да се биде во домот Божи, колку е убаво за еден христијанин, за еден верник, да има страст, да има желба, да гори за вистината за Исус Христос. Тоа е прекрасно нешто. Јас сакам, искрено сакам да верувам и сакам да гледам многу така наречени христијани кои што ќе имат голема страст за Исус, но за жал, тоа што сега можеме да го видиме општо меѓу христијанскиот свет е многу знаеме, малку правеме, или си ја држеме верата кај нас дома, или за сами себе, и не е толку битно кој ќе излезе и да говори и да се сведочи. Обично испаѓа дека службата на проповедање, службата на евангелизација е само за проповедниците или за тие кои што имат некоја школа, но не е тоа така. Значи, не треба посебно школа и не треба посебна диплома и не треба некој посебен курс за некој да оде да сподели вистината за Исус Христос, за некоја друга душа да може да биде спасена. Павле, во овој контекст гледаме дека има еден жар, една желба да го проповеда Евангелието. И беше повикан за таа цел, да оде и да го проповеда Евангелието на незнабожците. И текстот ни вели, ги чекаше нив во Атина. Тие нив се Сила и Тимотеј, значи на крајот од 17 глава, 15 стих, оние што го придржува Павле, го одведоа во Атина и се вратеа со заповед од него до Сила и Тимотеј да дојдат и тие поскоро кај него. Знаеме дека Тимотеј и Сила се биле заедно со Павле.
Сега Павле е тука на второто мисиско патување, каде што има веќе дојдено во Македонија, има проповедано во Филипи, се има основано црква, кој што е прекрасно, има луѓе кои што поверуват, но за жал се доаѓаат некои луѓе, јудејци, и сакат да го прогонуват. Павле доаѓа во Солун, го проповеда Евангелието, се основа црква, луѓето поверуват и таму доаѓаат и го прогонуват. Од таму оди во Виреја и бегајќи за својот живот, нели, од Солун, Павле проповеда во Виреја, го користи времето не да се крие, но го користи времето да проповеда за Исус, да повеќе луѓе може да се спасат, за повеќе луѓе да може да му дадат слава на Господ Исус Христос. И во Виреја се случува исто, да се основа црквата, луѓето кои што доаѓаат од Солун да го прогонуват, го наваѓаат и во Виреја, и сакат да го убијат, и сакат да го мачат, и сакат да го казнуват. И оттаму Павле бега и оди во Атина. И завршува во Атина, каде што ги чека сега Сила и Тимотеј да дојдат и да продолжат да бидат со него. Сега, кога доаѓа во Атина, треба да разбереме дека Атина во тоа време е град на култура, град на идеологија, град на филозофија, град на архитектура, град на уметност, град кој што е престижен сам по себе. Нешто кога ќе се отиде таму, да викаме вау, да бидеме воодушевени, да бидеме запрепастени, со други зборови, нели, од сета таа некоја раскош кој што има во тој град. Атина важел за еден од по-развиените градови, дури, нели, пред Исус Христос, пред новата ера. И знаеме дека многу филозофии имат излезено од таму, знаеме дека многу учења имат излезено од таму, и знаеме дека тој град се има развивано, дури важи за еден како универзитетски град во светот во тоа време. Дека што има многу мудреци. И се интересно е кога ќе се отиде во таков некој град, луѓето, нели, сакаат да ја видат културата, сакаат да го видат архитектурата, сакаат да ја видат уметноста, да се сликат, да може да уживат, но Павле вика беше вознемирен. Затоа, гледајќи го градот полн со идоли. Град исполнет со разни храмови, за разни богови, за разни божества, кои што и не постојат. Знаеме дека и од грчката митологија, која имаме учено, дека грците имат богови скоро за се. Толку се биле побожни, под наводници да ги ставаме, дури имат ставено кип на непознатиот Бог. Не во случај некој Бог да не се налуте. И во тој град Павле е дојден и наместо да се восхитува на таа некоја убавина надворешна што има во градот, он е вознемирен за тоа што го гледа градот полн со идоли. Павле, кој што е евреин, кој што е фарисеј, кој што го има изучувано и познавано законот, кој што е римски граѓанин, кој што по растење е опфатен со грчка култура и кој што е апостол, е соочен со еден величествен град и самиот он. Павле, кој што има напишано дури 13 посланија во Новиот Завет, Павле кој што е повикан од Господ Исус Христос да го проповеда Евангелието на незнабожците. И не се плаши да застане пред сите тие атењани и да им го проповеда Евангелието, или да се крие за тоа што е прогонуван предходно од Солун и од Виреја, него застанува смело и го проповеда Евангелието. И уште повеќе беше вознемирен за тоа што го гледаше градот полн со идоли. Колку убава слика за еден верник. Обично ние како туристи, кога ќе отидеме во некое друго место, се восхитуваме на културата, се восхитуваме на архитектурата, се восхитуваме на некоја уметност, на некоја зграда која што е направена пред 100, 200, 300, 500 години. Дури некои делови во Атина и денеска постојат што се 2000 кусур години стари.
и се восхитуваме на нив, но го прифаќаме градот со цело некое идолопоклонство, можеби кое што е во него, и го одобруваме. Убав пример за нас верниците е да земаме од Павле дека треба да ни биде важна Божјата слава. Целта на еден христијанин тука на земјата е пак да биде Христос прославен преку нас. Да се бореме за неговата слава. Да не го одобруваме или да не го охрабруваме идолопоклонството. Луѓе кои што живеат во Атина си имале храмови на секој ќоше и имат жртвеници на секој ќоше за различни богови кои што дават лажна некоја слава на некој бог. Но таа слава не му припаѓа на живиот Бог. И за жал, такви луѓе завршуваат далеко од Божјото присуство. Завршуваат во пеколото. Завршуваат без да бидат помирени со Бог. И пак да се навратиме на почетокот, нели, сакаме да бидеме христијани, сакаме луѓето да бидат спасени, но некако не сакаме да се бореме за таа Божја слава. Не сакаме да застанеме цврсто и да се противставиме на идолопоклонството. Не сакаме да кажеме кој е Исус Христос за нас, или што има тој направено за нас. Често пати знаеме да ги избегнуваме тие некои теми, но не и Павле. Беше се спротивставил на таков еден голем град, полн со идоли, и беше вознемирен во неговиот дух, затоа што славата не му припаѓаше на Бог. И не седеше со скрстени раце, туку има расправано, ни вели во текстот, во синагогите со јудејци и побожни и секој ден на плоштадот и со другите луѓе што ќе ги сретнеше. Павле го има искористено времето додека ги чека Сила и Тимотеј да проповеда и да расправа кој е Исус Христос. Во синагогите, кај јудејците, за да им објаснеле дека обеќаниот Месија од Стариот Завет е веќе дојдениот Месија кој што беше на крстот, плати за гревот на луѓето, воскресна од мртвите, и дека преку тој Исус, преку него луѓето може да бидат помирени. Расправаше со луѓето, расправаше и со други побожни луѓе и го користеше времето луѓето да бидат спасени, луѓето да ја знаат вистината за Исус Христос. Ние обично го користиме нашето време, не сакам да викам сите и да генерализирам, но често пати некои приоритети ни се измешани. Се срамуваме да кажеме дека сме христијани. Се срамуваме да го споделяме Евангелието за Исус Христос. Се срамуваме да кажеме кој е вистинскиот Бог. Не оставаме таа порака на некој друг. Или го користиме времето за турски серии, го користиме времето за социјални мрежи, или го користиме времето за кариери, го користиме времето за некој друг престиж, други приоритети кои што ги имаме во животот, но Бог во секоја некава прилика во животот ни дава можност со луѓето од кои што сме обкружени, со луѓето со кои што работиме, со луѓето кои што се гледаме, да можеме да им го проповедаме Евангелието. Да можеме да им спомнеме кој е Исус Христос. Бог ни ја дава таа прилика, а наше е ние тоа да го искористиме. Не е наше, нели, да кажеме дека ние имаме силата некој да биде спасен и некој да биде препороден, но можеме и веруваме дека Бог преку Светиот Дух има таа сила. Наша задача е да можеме да го проповедаме Евангелието. Дури и самиот Исус во Новиот Завет, кој има застанато над Ерусалим и вика: "О Ерусалиме, Ерусалиме", плачеше над него
Зошто? Затоа што и тој град, иако побожен, беше оддалечен од Бога. Вика, како квачка, кој што сака да се ги собере пилињата, така и јас, но ти постојано ги убиваше Божјите пророци, постојано ги отргнуваше од тебе, постојано не сакаше да го слушаш Божјиот збор. Има жар, има страст, има желба за таа Божја вистина. Исус, додека беше на земјата, викаше, јас сакам да му донесам слава на мојот Отец и го правам тоа што мојот Отец ми го вика да го правам. Да извршувам неговата волја. А волјата на Отецот знаеме дека сака сите да поверуваат во Синот. За луѓето да бидат помирени и луѓето да имат вечност со Него. И Павле си го користеше времето и во синагогите и на площадите. Площадите во тоа време се како место дека широко, каде што има сега и како мали продавнички, ќе продават разни богови маленки, Бог за љубов, Бог за војска, ти треба некаква скулптуричка, земи си го туку, место каде што се има собирано многу луѓе и на такви јавни места он не се плаше да го проповеда Евангелието за Исус Христос. Не се плаше, стое храбро, им зборува, расправа со луѓето. Меѓу нив, вика, беа некои епикуреи и стоички филозофи. Во градот на филозофијата, епикуреите се дури 4 века пред Христос. И нивната филозофија, нивното учење е дека треба да се избегне болка. Или дека најдоброто нешто што луѓето може да го постигнат за да бидат среќни е да бидат задоволни, да имат задоволство. Се што им пружа некое задоволство, тоа луѓето треба да го прават. Они, епикуреите, веруваат дека боговите постојат, богови, значи во грчко време, не дека е еден бог, дека постојат богови, но тие богови не се мешат со овој свет и дека тие се ставени во некоја своја природа и таму си функционират и не се оптеретени со тоа што луѓето си го прават. Таа е нивната филозофија. И викат дека ако нешто ти донесува или пружа некакво задоволство, ти тоа треба да го правиш. Ако имаш дом, значи ти да си задоволен, ако имаш пријатели, ако имаш храна, со тоа да си задоволен, со тоа да си среќен и така да си живееш. Дури повеќе за да се избегне таа болка како ментално и физички, некои имат одено во некои екстреми, за се да им биде дозволено. Мене ми е задоволство, јас денеска да одам да го излажам мојот пријател, па дури ако тоа ми причинува задоволство, јас ќе си го направам сето тоа и ќе си бидам среќен. Мене ми причинува да одам и да го изневерам мојот партнер, па ќе идам и ќе си го изневерам затоа што мене тоа ме прави среќен, јас ќе си немам болка. Не мора да бидам уклучен во социјалниот живот, не морам да бидам уклучен во некои политики па да се нервирам за луѓето што ќе кажат. Не веруваат дека има живот после смрт. Таа нивната филозофија е таква дека не верува дека има живот после смрт и дека самата смрт не е ништо страшно од кое што ние треба да се плашеме. И такви луѓе го стават акцентот на себе и си викат, прави го тоа што ти мислиш дека треба да го правиш, тоа што тебе ќе те прави среќен, тоа што тебе ќе те прави задоволен и на тај начин ти си го живееш животот. Стоиците од друга страна, они се малце по социјално ориентирани, исто стара филозофија која што доаѓа од времето пред Исус. И они викат дека се е Бог. Дрвото е Бог, се има нешто божествено. Тревата е Бог, другите луѓе се Бог. Во се нешто ти можеш да видиш Бог. Во се нешто ти можеш да видиш нешто убаво. Они го имат тренирано својот ум, или нивните начела е да бидат мудри, да можат да донесуваат правилни одлуки, да можат да застанат, да распределат што е добро, што е лошо,
како мудро да се постапи во одредени ситуации, да бидат храбри, да се соочат со стравот, или во некои други одредени ситуации каде што храбро ќе застанат за некоја нивна вистина или убедување, да прават правда, правилно да судат меѓу луѓето, ако некој е оштетен да му се да биде во негова корист и да има доста самоконтрола, да го избегнува тоа што нештото е лошо и да бидат среќни. Ако помагаш на другите луѓе, ако ти даваш, ако си праведен, ако си храбар, тие некои работи те прават на те мудар, тие те работи те прават среќен и ти така можеш да си го живееш животот. И во тој град, со тие филозофии, кои што звучат убаво за уши, не живеј си го животот како што сакаш, прави си како што сакаш, се соочува Павле. Не е нешто многу различно ни денеска. За некои од тие филозофии и начини на живење и денес да ги има во времето во кое што ние живееме. Обично, акцентот се става на самите нас, да го правиме тоа што ние сакаме да го правиме. И јас сум среќен сега да си правам нешто и ќе го правам тоа нешто. Кој си ти да ми кажеш? Не е нешто различно. Или, ако сме хуманитарци, сакаме да правиме некакви хуманитарни дела, со цел ние да бидеме воздигнати, со цел ние да бидеме познати, да ни се дава некое признание, или да се фалеме со својата мудрост, што е едно многу опасна замка за еден христијанин. Опасна замка е. Христијанинот треба да му одава слава на Господ Исус Христос. Се што правиме, правете го како за Исус Христос. Ако јас сакам, јас треба да го сакам својот непријател. Јас треба да се молам за својот непријател. Јас треба да бидам љубезен, не заради мене, него заради Исус Христос. Заради таа љубов и таа милост која што самиот Христос ни има дадена. Луѓето мислат дека со свој некој рецепт или со некој свој начин на живење дека ќе бидат спасени. Многу пати имате слушнато, верувам, кој ќе се најдеме на некој погреби или дека беше добар човек. Или ако прашаме на некој зошто ти треба да бидеш во рајот, зошто ти треба да бидеш со Бог, со Исус, па ќе каже, не сум толку лош, добар сум, не сум украдел, не сум убијал никој, не сум направил нешто големо зло. И мислиме дека со тие некои работи кои што ги правиме некакви задоволства кај Бог и дека Он милостиво ќе погледне кај нас. Не. Спасението доаѓа единствено преку Христовата милост. Ние сме грешни. Ние сме биле идолопоклонници. Ние немаме верувано во Бог или во еден период од живото, за тие кои што се верни, не сме сакале да имаме ништо со Исус Христос. Апсолутно ништо. Може би да сме си биле религиозни, може би да сме си посетували црква, може би да имаме некакво знаење за Него, но не сме биле предадени. И Библијата ни вели дека луѓето доаѓаат оддалечени од Бог. Физички се раѓаме живи, но духовно сме мртви, оддалечени од Бог. И нема добри дела, како што ни пише во Римјаните, 3 глава, нема добри дела кои што можат нас да не спасат. Нема ниту еден кој што прави добро. Казната за гревот е смрт, вечна одвоеност од Бог. Пекол. Вечно да бидеме одвоени од Него.
И било што и да направиме, не можеме да направиме сами по себе, со наша некоја филозофија, со филозофија која што вика прави си го тоа што сакаш на тебе да ти биде убаво, дека ќе бидеме спасени и ќе бидеме помирени со Бог. Лоша вест е тоа. Од добрата вест е дека Бог ни обезбеди замена. Го прати Исус Христос, Бог утелотворен во човек, да биде тука на таа земја, да живее свет живот, да може да биде пример за нас, да биде казнет за нас. Моите гревови, гревовите на верниците, гревовите на луѓето кои што си имат покајано, да бидат ставени врз Исус. И да ја плати казната која што јас ја заслужувам. За еден ден да можам да бидам помирен преку Него. Казната која што јас ја заслужувам беше ставена врз Исус. И во таа Негова љубов, во таа Негова благодат, Бог ја обезбеди таа замена, за ние да можеме да бидеме помирени со Него. И спасението ни доаѓа преку милост, кога Бог преку Светиот Дух во еден момент ни вели: ти си грешен, ти треба покаяние и да го следиш Исус Христос. Да се оттргнеш од начинот на кој што мислиш дека може сам да се спасиш, или можеш да го живееш животот на начин на кој што ти сакаш, и да почнеш да го следеш Исус Христос. Да го следеш Неговиот пат, да го следеш Неговото Слово. Библијата е Божиот збор кој што ни вика дека треба да го следиме и треба да живееме на начин на кој што Бог ни кажува да живееме. За Негова слава. Павле во тоја ситуација тука во Атина не бараше нешто он самиот да биде воздигнет, он го правеше тоа што Бог веќе му го има дадено, што Бог му го има кажано, што самиот Исус му го кажа: оди и проповедај им на луѓето за мене. Апостолите, Исус им каже: одете и направете ученици кај сите луѓе, меѓу сите народи, и крштавајте ги во името на Господ Исус Христос. Истата заповед важи и за нас. Одете и проповедајте го Евангелието за Исус Христос. Не за некоја своја филозофија, не за некоја моја добивка, него за тоа што тие луѓе може да бидат спасени, да бидат помирени со Христос и еден ден да имат вечен живот. Колку е убаво да бидеме во домот Господов. Колку е убаво да ја поминеме вечноста, не да ја поминеме, да останеме во вечноста со Исус Христос, отколку да бидеме вечно без Него. Колку е убаво да можеме да бидеме цело време во Божјото присуство. Колку е прекрасно да можеме да бидеме со Создателот, со тој кој што ни дава живот, со тој кој што има создадено се, да бидеме заедно со Него, отколку да бидеме оттргнати од Него. Таа вест Павле им ја навестуваше на атињаните. Таа вест е истата порака за истиот Исус Христос, кој што и ние денес ја имаме. Таа е веста која што ќе се проповеда и за идните генерации после нас, преку кој луѓето ќе може да бидат спасени. Нема друго име под небото преку кое луѓето може да бидат спасени, освен преку Исус Христос. Нема. И тоа е наша задача. Да проповедаме, да живееме за Исус Христос, за Негова слава. Препираше Павле со нив и со тие филозофи, и кога им имаше кажувано таа вистина, филозофите, знаете што вика? Празнословец. Он на нас ќе ни каже. Ние сме мудрите тука луѓе, он на нас ќе ни каже ние како треба да живееме. Има соберано нешто, некое мислење од таму, има соберано некое мислење од таму, па сега ти на нас ќе ни кажуваш ние какви треба да бидеме и како ние треба да живееме, и дека има некој Исус и дека има некое воскресение. Ако се имате соочено, можеби некој од вас, не знам, јас лично да, кога често пати
луѓето на кои им се проповеда, ќе кажат за проповедниците или за евангелизаторите: "Абе, што знаеш ти да ни говориш на нас?" Како дека светското мислење, дека световното размислување, световниот начин на функционирање, световната филозофија дека е многу побитна и многу поважна од тоа кој што Исус ни го вика. Ти на нас ќе ни каже, сега Библијата ние ќе ја следеме. Па гледај светот како се движи, се може да прифатеме, се треба да биде дозволено. Сега ние ќе се враќаме 2000 години назад. Не се враќаме 2000 години. Библијата не е стара 2000 години. Библијата е жива. Исус е жив. Не е он некој кој што е бил и толку да биде завршено. Он е, постои, жив е, а и ќе се врати. Ќе се врати да суди. Ќе се каже празнословци. Знаат нешто и сега они на нас ќе ни говорат и ќе ни проповедат како треба да биде и што треба да биде. Не се плашете од тие работи. Ако се зборува вистината, ако се зборува од Божиот збор, силата е во Бог, во Светиот Дух, во Неговиот збор. Не е во нас, него е во Божиот збор. А Бог својот збор не си го враќа на празно. Како што ќе видиме и во текстот, и луѓето му викат дека е празнословец, некој вика дека проповеда туги божества, за тоа што говори за Исус и говори за воскресение, а грчкиот збор за воскресение Анастасија, помисля дека се како некој маж и жена, некој друго божество, па и сега ние сакаме да слушнеме повеќе за тие работи. Некои го прифаќат, некои не го прифаќат, некои ги интересира, некои вика дека е празнословец. И верувајте, и денеска кога ние го проповедаме Евангелието, некои луѓе ќе кажат различни работи. Но кај некој семето Божјо може да падне на добра почва и да роди плод. И бил е Павле повикан во Ареопагот. Ареопагот е место од околу 30 филозофи или учени и угледни луѓе во Атина, кои што имат донесувано судови. Значи, они, ако има некој друштвен проблем, или ако некој треба да се осуде, се донесува пред тој суд, пред тие луѓе, и тие одлучува дали нештото е добро или нештото е лошо направено, па донесуват некаква одлука, за да може да се каже кој е оправдан, кој не е оправдан. Дури тие луѓе имат, се биле толку привилегирани да одлучува дали нештото е божество или не е божество. И сега како Павле, сега кој им говори тука за Исус Христос, они тие 30 луѓе треба да одлучат дали сега таа филозофија или тоа учење треба да се прифати или треба да се отфрли скроз, и доваѓат до ситуација каде што луѓето си сами треба да одлучува дали нештото е прифатливо или не е прифатливо. Како Бог, живиот Бог, сега говорам за Исус, дека треба да има дозвола од нас, дека тој постои или не постои. Дека ние сме тие кои што него треба да го оправдаме или да не го оправдаме. Како он сам за себе да не е доволен. А не живиот Бог не му требаме ние. Он постои. Ние сме тие кои што сме зависни од Бог. Ние сме тие кои што сме зависни од Исус Христос. Ние сме тие кои што сме зависни и ни треба спасение, ни треба помирување, ни треба да бидеме поврзани повторно со Створителот. И Павле застанува смело кај тие атењани и го користи дарот кој што Бог му го има дадено, да може да им проповеда и не оде да ги осудува или одма контра да им вика, него на еден убав начин им го проповеда Евангелието, им проповеда за Исус Христос и им вика: гледам дека сте многу побожни, гледам дека тука во вашиот град имате разни божества, гледам дека имате многу кипови, гледам дека имате многу храмови, гледам дека побожни сте.
не сте баш некои луѓе така оставени на страна да не знаете ништо. Дори имам приметено дека во вашиот град има кип на непознатиот Бог, до толку што се биле побожни. За секој случај, или да не биде испуштено дека некој Бог нема место, него дека сите богови ќе си имат место, дури и непознатиот Бог. Ај ќе ставаме кипи за него. Има уште едно друго учење за непознати богови, како имат ставано некои кипови таму кај нив. Во Атина имало некоја чума претходно и луѓето за да можат, нели, да се избават од чумата, некои од нивните филозофи ми има кажано, па сега ќе земате, ќе пуштате овци низ градот и дека ќе застанат овците, нели, ако застанат пред некој храм, пред некој бог, ќе пренесете како жртва и оттаму, нели, вие ќе ако чумата престане, ќе знаеме дека тој бог има реагирано. И пардон, имат пуштано така овци низ градот и застануваат на некое друго место, па ќе заколат, па и на непознати богови ќе прават жртвеници. До толку е ојдената човечка лудост, морам така да се изразам, дека ќе правиме божества кои што ќе ни бидат водени од овци и ќе им се молеме на нив и ќе им пренесуваме жртви на нив, а вистинскиот Бог ќе го отфрламе. Неговото учење не е толку важно. И им проповеда за живиот вистинскиот Бог. Вика, за тој Бог кој што вие не го знаете, јас сакам за него да ви проповедам. Тој Бог кој што јас ќе ви го проповедам, Павле вика, е Бог кој што има создадено се. Бог кој што е господар на небото и на земјата и не живее во ракотворени храмови. Живиот Бог не можеме да го ставиме во зграда. Не можеме да го ставиме во слика, не можеме да го ставиме во кип. Живиот Бог не е Бог од сребро, од злато, од мермер или од некои други предмети кои што дрво, кои што се прават денеска. Обично луѓето знаеме дека низ некои христијански деноминации прават кипови, прават идоли и мислат дека тоа е нешто божествено и се молат на нив и паѓат на колена пред нив, како и атењаните што имат правено разни кипови и дека се молат, и Павле им наговестува за живиот Бог, кој што е создател, кој што со еден збор го има создадено светот, преку кој што ние луѓето живееме и од еден човек настана целиот човечки род. Ние сме од него и сме за него. Преку него постоеме, преку него живееме. Тој е тој кој што ни дава живот. Живиот Бог, правиот Бог, без него не може да функционира тај свет. Не можеме да бидеме тука на таа земја, не можеме ако Бог ја нема создадено воздухот, ако ги нема создадено дрвјата, природата, водата, како ќе обстане? За тој жив Бог им наговестува дека е близко до нас, дека може да се најде, дека Бог има предодредено граници, луѓето каде да живеат, во кое време да живеат, во кој период од годината да живеат, во кое место, географско место на земјата ќе живеат. Бог сето тоа го контролира. Но исто Павле повикува на едно многу битно зборче, кој што ги повикува луѓето да се покаат. Да се покаат за своите гревови. Да се оттргнат од светските филозофии, од светските учења, да се оттргнат од тоа дека некој сам може да се спаси и да го следат Исус Христос. Им навестува дека во Исус Христос ќе дојде и ќе им суди на сите луѓе. Ама кој ќе дојде Исус Христос, тоа важи и за нас. Кој ќе дојде Исус Христос, ќе биде стварно суден ден. И нема да има можност некој да се поправа и нема да има можност некој да каже
јас сега сакам верувам во тебе, Исусе. Секој, Библијата ни вели дека секој еден народ, секој еден човек, секој едно колено ќе се поклони пред Исус Христос и ќе го признае и познае за Бог. Но им вели, тие кои што се негови ќе бидат во неговата слава, тие кои што не се ќе бидат отргнати од него. Мудроста е во тоа да го правиме, во Матеј 7 глава ни вели, нели, мудар човек исполнува тоа што ни го вика Библијата, тоа што ни го вика Божиот збор. Мудроста е во тоа, не во човечката филозофија. Мудроста е во тоа да го живееме животот за Божја слава, да го живееме за Исус Христос. Да знаеме дека ќе се соочиме со Него еден ден и дека ќе бидеме на суд. Ако веруваш во Исус Христос, не треба да се плашеш од тој суд. Ако живееш за Исус Христос, не треба да се плашеш од тој суд, затоа што можеш да знаеш дека ќе бидеш со Него во вечноста. Покај се, отргни се од идолите, отргни се од начинот на кој што мислиш сам дека можеш да се спасиш и следи го Исус Христос. Покај се и следи го Исус Христос. Таа порака Павле им ја даде на тие тињани. И таа порака не остана без плод. Затоа што на крајот читавме дека некој од тие луѓе, барем двајца ни се запишени, по име Диониси и една жена по име Дамара, поверуваа во Словото на Господ Исус Христос. Павле проповедаше преку силата на Светиот Дух. И Бог не го врати своето Слово празно. Кога проповедаш? Матеј 13 глава. Некое семе ќе падне на пат. Луѓето воопште нема да бидат заинтересирани, нема да сакат да слушат за Исус Христос. Некој ќе падне меѓу трње, луѓето ќе бидат воодушевени со радост да го прифатат, ќе бидат задушени од светските грижи, ќе бидат задушени од нивниот престиж, ќе бидат задушени од некои прогонства ако ги има, нема да дадат плод. Некој зрно ќе падне и на камена почва, кој што нема да има корен, ќе биде суво. Но добрата вест е дека некое семе паѓа и на добра почва. И кога ќе падне на добра почва, тоа семе дава плод. Не останува празно, не останува невратено. Божиот збор дава плод. Наше е да бидеме послушни на Исус Христос, наше е да го проповедаме Евангелието, наше е да сееме, наше е да веруваме дека Бог може да спаси грешни луѓе. Може да ги избави од смрт, од вечна смрт, од пекол, може да не помире со него, може да не уче како да живееме и одиме по неговиот пат. Наша задача е да бидеме послушни на Исус Христос и да го проповедаме неговото Слово. Можеби еден ден ќе биде и гужва да се влезе во Божиот дом, ако проповедаме. Да има и гужва, луѓето да сакат да доаѓаат во Божиот дом и да го слушат неговото Слово. А моја желба е сите кои што се христијани да го проповедат Словото и да бидат храбри, знаејќи дека Бог е одговорен за резултатот. Бог е одговорен за резултатот. Но колку е убаво кога уште една уста може да му донесе слава на Господ Исус Христос и кога може да се отргне од идолопоклонството и да биде во неговото присуство. Нека Бог на сите ни даде мудрост и сила да го живееме нашиот живот за негова
слава и да се спротивставаме на секое идолопоклонство и на се што не е во склад со Божиот збор. Амин. Може да станеме да благодариме. Господи, ти благодариме за Твојот збор и фала ти што ти не поучуваш како треба да живееме и дека треба да се бореме за Твојата слава, дека треба да застанеме цврсто за Твојата вистина, да не се плашеме, знаејќи дека ти даваш плод. И ти, Господе, ги допираш срцата на луѓето, ти преку Светиот Дух, Господе, ни кажуваш дека Твојот син е жив и дека ти, Исусе, имаш поднесено казната за мене на крстот Голготски. Фала ти за тоа што ти ни искажуваш таа милост, фала ти за тоа што можеме да бидеме помирени преку тебе, Исусе Христе. Фала ти за тоа што можеме да те сакаме и да живееме за тебе. Не имаш искажено преголема милост, Господи. Не имаш оттргнено од пропаст да можеме да бидеме измирени со тебе. Те молам да не употребеш како твои инструменти кои што ќе го проповедат Евангелието за тебе, Исусе Христе, и да не употребеш, Господе, за да ти одаваме слава преку нашиот живот. Помогни ни во нашите слабости и дај ни сила, Господи, да можеме да исполнуваме Твојата волја и да го прифаќаме тоа што Ти го имаш за нас. Славата нека Ти е на Тебе, Исусе Христе, од сега и за сите векови. Амин. И ќе испееме 174.
Оставам децата имат стихче. Еве. Ке си ако врз вас, ке слезе Светиот Дух и ке ни бидете сведоци до крајот на земјата. Дела е носно. И стихчето одговара како проповедта што ни беше. Бог си делува. Други информации, среда има молитвен час од 7, така? Од 7. И следната недела на распоред е Маријан да говори исто од 10 часот. Доколку има некои други информации, ќе опет Георги знае повеќе. Службата е завршена.